Денес продолжува мониторингот на учесниците во новогодишната кошничка, односно маркетите, кои што се и директно поврзани со потрошувачите, односно купувачите. Тоа е еден од локалните синџири маркети во Прилеп. Ги има повеќе маркети, преку 20 на ги има. На ниво на град Прилеп гледаме дека производите кои што ги понуди Стопанската комора во новогодишната кошничка се одлично означени со претходната цена прецртана 10% најмалку намалување од претходната цена, новата цена. Тоа е добро за визуелен ефект на граѓаните да можат да и препознаат прво овие производи, меѓутоа и да ги купат по ефтина цена. Иначе да напомнам дека кошничката моментално содржи околу 1000 производи, околу 50 на маркети и над 500 продажни пунктови во Македонија како синџири на маркети во сите општини ги има. Мислам дека мерката ќе тече во најдобар ред, онаму каде што има одредени замерки пред се купувачите, потрошувачите, ќе можат слободно да се јават на 191, а тоа е бројот на пазарната инспекција, да пријават и да бидат коригирани грешките, онаму каде што ќе се повторуваат грешки можат и да бидат казнети по Законот за заштита на потрошувачи. Иначе денес бевме во мониторинг со дел од представниците на бизнес заедницата. Ќе продолжиме и понатаму низ градовите да вршиме мониторинг на цените од новогодишната кошничка и во еден од тие мониторинзи не само бизнес секторот ќе бидат вклучени и синдикатите и организацијата на потрошувачи на Македонија. Па имаше одредени мали прекршувања во однос на цените и процентот, меѓутоа тоа беа мали како што имам информација од Државниот пазарен инспекторат. Меѓутоа еве пак ги повикувам граѓаните ако има такви замерки да пријават слободно, а ние ќе постапиме понатаму дали со маркетите, производителите, дистрибуторите, добавувачите, таму каде што ќе се востанови дека има одреден проблем. Да напоменам дека ова кошничка и ова мерка, односно акција, не произлегува од Министерство за економија и влада, произлегува од бизнес секторот, а ние ја поддржавме и пред се голема благодарност на сите фирми и маркети кои учествуваат во ова општествено одговорна мерка, пред се во интерес на заштитата на стандардот на граѓаните.